балетското студио Рибис, кое што 34-та сезона веќе ја отпочна. Јована ти ги најави, наши утрински гостинки во утринската програма се Леона Танасковска Јакимовска, собственичка на балетското студио Рибис, и Емилија Кузмановска, кореограф, менеджер. Добро утро. Добро утро. Знам дека попладне сте активни и работите. Зад вас некако пресек ќе направиме, иако сте на прагот на уписите, може би завршија, се уште траат. Зад вас, навистина, во првиот дел од првото 6 месеци од годината, навистина имавте една убава завршница со концерт завршен, имаш убава порака, добра тематика. Минатата година многу настапи, многу награди, го добивте пиететот и наградата, бевте меѓу, можам да кажам, првите 10 на државно ниво, што награда доделува председателката на државата, македонски квалитет. Секогаш, навистина, кога зборуваме за ваква награда, за ваков пиетет, заслужни сте не само вие и сите ваши дечиња и девојки што се во балетското студио Рибис. Леона, се уште траат уписи, еве јас можеби со тебе или двете може да одговарате, се уште траат уписите, колку групи или стандардна е шемата за групите и за се она што се работи во Рибис? Моментално работиме со 7 групи од различни возрасти, се уште не траат уписите, се до пополнување нели на местата по група. Така да, еве, една покана за сите родители кои се уште бараат место за своите деца, слободно нека дојдат да посетат балетското студио Рибис и да осетат она атмосфера која што ја нудиме ние. Емилија, кој е лимитот за најмала граница, например, секогаш можеби родителите или особено мајките сакаат што порано, меѓутоа, која е возрастот кога што може да се почне да се тренира, да се учествува во балетското студио Рибис? Да, значи, кај нас во балетското студио Рибис најмалата возраст е 4 години. Сметаме дека на 4 години веќе детето може да има способност да се адаптира на часот, да може да се воспостави дисциплина и да може да се социализира со другите дечиња во групата. Така што од 4 годишна возраст може да се почне со часови во Рибис. Горната граница? Горната граница немаме. Значи, моментално професионалната група ни е 18 години, така што лимит немаме, секогаш се стремиме да ги нурнеме сите граници во. Ке има ли за возрастни? Да, од месец октомври почуваме веќе со програмата за вежбање за возрастни, нудиме пилатес и аеробик, каде што ќе можат нели возрастните да се фокусираат на сопственото физичко и ментално здравје. Одлично. Некако ајде да се фокусираме до крајот на годината, Леона, што следува? Значи, ќе заокружиме оваа година, 2025 со една, исто ќе биде кореодрама, меѓутоа ќе биде новогодишна, таа ќе ни биде пред нова година, во декември месец. До тогаш спремаме, ќе одиме на 3 надпревари, 2 се овде во нашата држава и 1 е во Бугарија. Емилија, во Бугарија специјално некако се подготвувате? Да, секогаш меѓународните надпревари ни се главен приоритет. Треба да ги спремиме нашите групи на секакво ниво, во однос на кореографија, во однос на костими, во однос на израз на лице. Така што ептен се фокусираме сега на тоа, фокусирани сме на тој надпревар, но секако не можеме да ги омаловажиме другите надпревари, така што сме баш во full force. Леона, често си особено ќе те прашам за меѓународните надпревари, судија. Колку е онаа дистанца да сте во водите на меѓународен судија, зад грб се вашите од балетското студио? Мислам дека голем терет. Пред се би сакала тука да ми одговорите како судија. Добро, покрај тоа што сум инструктор и кореограф, да, и сум судија на надпреварите. Како што споменавте за децата позади мене, искрено не ги мислам толку многу, затоа што ги оставам во сигурни раце. Позади нив е нели Еми и Марија, тука се со децата. Морам да ги извоам и девојчињата од протим групата, кои што се веќе доволно возрастни да можат да им помагаат на помалите. А за мене судија е особена чест и задоволство. Убаво е на едно место да можам да видам деца од различни студии, од различни школи, со колегите да си размениме искуство, но морам да кажам дека е голема одговорност. Особено во групите каде што се јуниорите и сениорите,
Тие се технички многу спремни деци, квалитетни и кај нив прво, втори, трето место ги двојат нијанси. Токму тоа сакав да ве прашам, бидејќи верувам дека години наназад можеби не сте биле суди, сте биле влезени и како танчери или пак како кореографи, некако се подигнува границата во делот на строгоста, на дисциплина, или грешам? Па точно да, ги следиме светските стандарди, нели, секој се стреми, секој студио кој што организира надпревар сака да го направи надпреварот на ниво за да може наредната година да има се повеќе и повеќе учесници. И двете ќе ве прашам, Емилија, ќе почнам со тебе. Днес, кога споменав на почетокот македонски квалитет, мислам дека најзаслужни и ја добивте со представата Генерација Z. И во таа представа ја морам да ви признам, ние сме медиумски работници, новинери, точно знаеме што значи кореографија, светло, костими, тонска изведба и са сите оние бранши, а вие двете тоа заедно сами го направивте, секоја чест. Меѓутоа не застанувате со представата, мюзикл, можам да кажам, Генерација Z? Да, ние секогаш се стремиме да ја подигнеме нашата граница. Генерација Z беше едно извонредно искуство за мене лично, верувам дека зборуваме за Леона, да се испробаме во улога не само на кореограф, туку и на режисер, на сценарист, на костимограф и така натаму, за да може да сето тоа изгледа како еден убав продукт. Особена чест беше да ја добиеме таа награда, македонски квалитет, и навистина се гордееме со неа. Во однос на следната представа ќе дозволам на Леона малку да раскаже за тоа. Јас сакам само да се надоврзам, ние двете сами ја направивме, бидејќи двете скочивме на сцена, меѓутоа позади нас стои тим кој што нели ни помага во сите работи, од костимографија што правевме, светло, тука морам да кажам и Нина Дејан кој што премногу ни помогна во однос на глума на децата, така да имаме тим позади нас кој што без нив искрено немаше да изгледа така како што изгледаш. Јас ќе се пофалам со куќата, јас од каде што доаѓам, имате соработка. Секогаш. Со македонската телевизија. Тоа е несомнено важно да се истакне, бидејќи балетско студио Ребис има многу балетски студија, танцови студија и така натаму. Едно од првите, како што споменав и на почетокот, 34-та сезона, нови предизвици, многу настапи. Ајде на крај што ќе додадете, Емилија? Па, како што кажав, продолжуваме со напорна работа, со огромна посветеност и со љубов кон танцот, а таму почнува се, така што веруваме дека со споделување на љубов и пренесување на нашето знаење кон децата, така може само да се постигнат уште повисоки успеси. Леона? Јас би кажала дека на крај на оваа сезона подготвуваме уште една кореодрама и со тоа ќе ја завршиме оваа тематика, каде што би сакале да едноставно да биде освестување за сите нас. Се надам дека повторно ќе бидете вие дел од таа кореодрама, но тоа ќе биде некаде во јуни. Нека остане тоа да бидат подготовките и нека биде изненадување. Нека биде нечека работа. Така. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија.